Здраво на сите и добре дојдовте во новото издание на квизот Листа за 300, кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Моите надпреварувачи се веќе подготвени, чекаат само да бидат повикани за да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Па зато, да не должам повеќе, како и секогаш, така и денеска прво ќе ги најавам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. А тоа се Христијан и Никола. Повелете. Никола, браво. Христијан. Како сте? Добри сте? Добри, супер. Одлично. Се разочаравме малце минатиот пат во Листа за 300, по оној кикснели на самиот крај. Кога беше линијата да одиме понатаму, да не одиме... Тоа е. Да, добро, сега, глеј. Тоа се случува, тоа е дел од квизот, од Листа за 300. Кикснавме, но добре што имаме шанса за поправен. Мислиме на тоа, барем тимот на Листа за 300 мислеше на тоа. Знаеме дека може ваков кикс да се случи. Па сега е, денеска сме на поправен. Ама поправниот си го заслуживте вие самите, мислам, не ви го дадовме ние, туку со победата си го заслуживте. За денеска имаме ли нека посебна стратегија како ќе ја тераме целата работа? Немавме ни претходниот пат, како претходниот, така и денес. Си одиме секако што течи. Така, па ќе видиме. Прво да ги видиме темите, на секоја тема различно ќе реагираме. Одлично. Добре. Да не откриваме па и премногу, сепак противниците се тука во студиото, нели, да не ја слушате целата стратегија. Не мора да се знае. Внимателно во продолжение, фокусирано, сконцентрирано и да покажеме се што знаеме и умееме. Бачи, Договорено. со среќа, повелете во домакинската кабина. А сега тука во нашето студио се и нивните противници, а на мое огромно задоволство по неколку емисии повторно имаме дама во Листа за 300. Да ги поздравиме Зоран и Тијана. Повелете. Тијана. Здраво. Како се вече вака? Мангупски. Добри ли сте? Тијана, повелете малце понапред. Тијана, ќе започнам секако од дамата прво, да ни се представиш на кратко која си. Тијана од Скопје, работена. Ке ни откриеш што работиш или не би зборела на таа тема Во сега? градска библиотека, библиотекар. Да, одлично. Една од поубавите, поблагородните работи, не знам како да кажам, за жал кај нас не и премногу цената. Уствари барем ја таков печаток имам низ не мора да години. значи. Да, не мора да значи, ме радува тоа, супер. И како е да се работи во градската библиотека? Одлично. Има ли читатели во Македонија? Да, леле, многу ме Супер. радува. Во последно време приметив дека има тренд повторно се враќа читањето, посебно и на печатени книги, нели? Да. Па ме радува, дали во право сум за тоа или... Па во право сте. Да, супер. Одлично, да имаш трема, Тијана. Па имам. Да, не ме Прв пат на телевизија, да. Прв пат е на телевизија. Ќе ти кажам една работа, за тука немаш потреба да имаш трема, ти треба само концентрација и храброст, за да можеш да лицитираш и сега го ти кажам концентрација, за да можеме нели да размислуваме за темите кои што ќе ни се паднат денеска. 10 секунди за ништо, заборавија тремата, а сега да го запознаме твојот партнер. Јас сум Зоран, од Скопје, вработен во градежна фирма, оперативна работа, теренска. Како е на терен сега да се работи? Во Скопје се гради по бајаги. Па во Скопје, сега не сме носто во Скопје, работиме со цела Македонија. За денеска, како, имаме ли трема или не? Како е Зоран со возбудата? Така, не многу, но ќе се опреме чим влеземе таму, више ќе отиде трема. Така, тој сака да ви го кажам, ќе заборавите на се моментот кога ќе седнете таму. Затоа, да не ве држам повеќе вака, да се опуштите и да осетите атмосферата, повелете во предизвикувачката кабина и со среќа. Христијан и Никола, односно Зоран и Тијана, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве самолам да исклучиме кабината на денешните домакини, тоа се Христијан и Никола. Зоран и Тијана, дали се слушаме? Да. Да. Кажи ми, Тијана или Тијана? Тијана. Тијана. Добро, за да знам како да се обреќам, не сакам да нели на погрешна нога да почнеме целава работа. Како е чувството сега во кабината? Малце нервозно? Дишете во меѓувреме додека зборам со вашите противници и за кратко ќе започнеме да забораваме на тремата. Со среќа и сега ќе исклучиме и вашата кабина. Христијан и Никола, дали се слушаме? Се слушаме. Да. Одлично. Нови противници ќе треба да ги поминеме ако сакаме да стигнеме нели до главната листа и да освоиме награда.
не ги познавам, не знам, не им го знам знаењето, затоа не ни можам да ви Ќе видиме. сугерирам нешто, Ќе да. видиме допробај. Не ми останува ништо друго, да ви посакам среќа и внимателно во продолжение. Фала ти. Ајде. Драги гледачи, ете се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да продолжиме понатаму. Како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата licitacija. А темата за истата гласи. Зборови каде третата буква е буквата Р. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник, каде третата буква е буквата Р како ресен. Се признаваат сите видови зборови од 4 и повеќе букви. Секој збор можете да го кажете само еднаш во еднина или множина, во еден било кој род и не смее да биде членуван. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании и слично. Христијан и Никола, дали ни е јасна темата? Да. Значи бараме 4 и повеќе Да. букви. Така, 4 или повеќе букви, каде третата буква е буквата Р. Трета Р. Така, Зоран и Тијана, дали ни е јасна темата? Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата licitacija започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Зоран и Тијана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на нивните противници, а Зоран и Тијана, кога ќе имате понуда, повелете. Пет. Започнуваме со 5, 7. 7, 9. 9, 9, 12. 12, 10, ајде. 12 беше нивната последна понуда. 13, баксус. 13, 15. 15, 15 плюс 3. 18, 20. 20. Зоран, не ме тестирај математика, бра. Немај сега да ми правиш вака кезе. 20 е последната понуда, шала на страна. Има доста зборчиња, можам тоа да ви го кажам, повеќе од 100 има во македонскиот. 21. 21, 21. 25. И со вас да споделам таа информација, ги има во македонскиот јазик повеќе од 100 зборчиња. Вака, така чисто да знаете. 25, добро. 25, Колку? 25. Ајде 26. 26, 28. 28, 29. 29, 30. Да нам да. округло 30, 31. 31, 2. 32. едно повеќе 32, 33. 33, 35. 35, Ајде да пробаме со нивната тактика од претходната емисија. да ги пуштиме да одговараат. Па, Ајде да видиме уште малце им треба на Зоран и Тијано пуштање, кажи. Да се аклиматизираме и се. Добре, имаме доста надавања, 35. Да видиме само дали ќе бидат доволно за да им го земеме овој поен на Христијан и Никола. Прашање. Повели. Дали спомнавте во најавата, дали треба да бидат именки кои што се во речникот? вака. Или само Се признаваат сите видови зборови Сите видови? од 4 и повеќе букви. освен лични имиња и географски поиме? Така е. Можете да го кажеш, може да се каже само во еднина или множина, во било кој род и не смее да, Да биде бидат членуван. членували. Да. И од 4 нагоре, значи и 4 се признава, така? Да, 4 плюс. Да. Колку имаме? 35. 35. Борба. Борба. Така реков. Трета Р не брз. Да.
Така е. Боровинка. Извини. А? Добре, да. Торба. Торба. А што се случи што се предомистивте? После ќе го кажи име него. Најде. Не, не бе. Торба. Ајде. Торба. Точен одговор. Верба. Верба. Верба точен одговор. Чорба. Чорба. Така е. Да, слободно. Сарма. Сарма. Море, како би пукнал некоја сармичка сега. Точен одговор. Убав точен одговор. Фирма. Фирма. Така е. Дарба. Дарба. Така е. Гарда. Гарда. Точен одговор. Карма. Карма. Точен одговор. Корпа. Корпа. Така е. Карпа. Карпа. Точно. Карта. Карта. Така е. Картон. Картон. Така е. Може. Партизан. Партизан. Звезда партизан. Така е. Партија. Партија. Така е. 15, точно одговори уште 20 ти фала. Тај. Парада. Парада. Така е. Пари. Пари. Така е. Доста е со почеки. Перон. Перон. Пак со то. Така е. Колку се уште? До сега 18 имаме. 18. На пола сме. Гордост. Гордост. Така е. Секакви видови на зборови рековме. Да. Горе. Горе. Така е. Не, чеј оставите. Мога да не повече. Не ти книжа. Ајде, 20 точно одговори 20? имаме. Да. Турна, турка. Да, може. Турка. 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 Турна може друга. Така е, точен одговор. Турна. Абе, шо, турна. Че турка? Турка? Турка го кажавме. Турка, да, точен одговор. Добро. Фурна. Фурна. Така, и тоа е точен одговор. Фурна го имаме, така? Добро. Фурнаринка. Фурнаринка. Да, рекам. Така е. Фарма. Фарма. Така е. Фарба. Фарба. Така е. Не, Чекам. Прво шепни си го. Фарса може. Може. Фарса. Фарса. Така е. Колку се уште? 26 до сега имам. Ше 9 зборчиња. Ајде, добри сте, супер ви оди. Парола. Парола. Да. Така е. Паркинг. Паркинг. Одлично, така е.
Плати за паркинг? Плати паркинг, добре. Неред. Неред. Бира, може. Не, Така е. мерка. Мерка. Така е, уште 5. Тоа е последно. Годовите се на марка. Тераса. Тераса. Така е. Колку сега ви уште? Доста остаги, кажи ти остаги колку се. Мисли, остаги. Уште 4 зборчиња, ајде. Се гледа крајот. Се надзира крајот. Марка. Марка. Чекај да видиме. Мислам дека не е кажан марка. Не е кажан. Не е кажан, така и точен одговор. Уште 3. Барем. Барем. Така е. Зарем. Зарем. Така е. Маратон. Маратон, и завршуваме со маратон. Ајде, така е, точен одговор. Христијан и Никола, одлично одиграно. Искрено немам што да кажам. И вашите противници доволно надаваа стратегијата, тактиката им беше таква каква што треба да биде. И да се на ваша грешка, но ете се покажавте дека добро ги владеете зборчињата, барем оние каде третата буква е буквата Р. Браво за вас и честитки за првиот освоен поен денеска. Зоран и Тијана, добро одиграно. Како што реков, немам замерка за вашата стратегија како одигравте, доста надававме, значи повеќе ете од 35 надавања имавме, но им легна темата. Вајде претпоставам ја најдоа шемата на зборчињата и така верам дека и на вас ви се освежи малце знаењето кога почна и ќе беше подруго, нели? Да се Требаше уште случеше малку. порано. Ама супер, одлични бевте. Само продолжете, нормално вака сконцентрирано, фокусирано и во продолжение. Имаме уште една лицитација, ништо не е готово. Ако им ја земеме оваа, ќе играме на пенали, затоа ајде да се потрудиме. Драги гледачи, моментално резултатот 1-0 во корист на Христијан и Никола, но како што реков, ништо не е готово, имаме уште едно надавање да играме, кое што знаете може да одлучи дали Христијан и Никола веднаш ќе се најдат тука на главната сцена или ќе треба на пенали да се потрудат за да дојдат до истото место. Да не заборавиме, истото место може во секој момент да стигнат и Зоран и Тијана доколку ја победат оваа лицитација и ги добијат пеналите. Зато, да не должам повеќе, но паред да продолжиме понатаму, да ги прочитам уште неколку од оние зборчиња каде третата буква е буквата Р. Бара, бараба, барабан, барака, потоа буре, верен, верверица, гаража, гарда, гардероба, гора, гурман, дарба, дарител, дерма, жарче, јарбол, јарец, карабина, караван, керамида, параван, парадокс, перење и така натаму. Ги има многу шарено и така натаму. Драги гледачи, како што реков, сега е време за второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи. Главни градови што излегуваат на океан или море. Извор, сајтот на World Atlas. Ги бараме имињата на главните градови кои излегуваат на било кој океан директно или преку некое море, без разлика дали се на континентални или на островски држави. На самиот старт морам да ви кажам дека оние градови кои што се поврзани преку канали од некој вид со море или со океан, не ги признаваме. Ќе ви дадам одми пример, такви сте да речеме Париз, Москва, кои што на еден вид преку река, преку канал стигаат, се поврзани со морето, но не се приморски градови, затоа што сепак се далеко. И на сам старт можам да ви кажам дека главни градови кои излегуваат на море ги има повеќе од 60 на оваа листа. При втората лицитација, драги гледачи, знаете дека први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата лицитација, тоа се Зоран и Тијана. Да не заборавам само да ги прашам моите натпреварувачи дали е јасна темата. Главни градови. Главни градови бараме, да. Зоран и Тијана, дали ни е јасна темата? Одлично. Како што реков, значи први започнуваат со надавање Зоран и Тијана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Христијан и Никола. Зоран и Тијана, која ќе имате понуда, повелете. Да почнеме со 3.
Започнуваме со 3. Како? 3. 4. 4. 4. 6. 6. Ај сега. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. Да рипнеме округло 11. Во ред. 11. 12. 12. 12. 13 баксус пак. 13. 14. Едно повеќе 14. Го поминавме баксузот. Ај на 15. 15. 16. 16. 17. Одлично. 17. 18. 18. 19. Без размислување 19. 20. 20. Ај доста. Ќе ги пуштиме да одговарат. Ајде да видиме Зоран и Тијана сега на оваа тема како стојат вашите противници. Темата беше главни градови што излегуваат на океан или море. Имаме 20 празни полиња и вашите противници решија да ви дадат шанса вие да ги исполните со точни одговори. По првата лицитација се покажавте одлични и супер, ја поминавме и го освоивме првиот пен. Дали ќе биде сега така? Ајде да видиме. Христијан и Никола, кога ќе бидете подготвени, започнете. Да, веќе сте. Копенхаген. Копенхаген. Еден од моите помилени градови, мора да признаам. И точен одговор. Атина. Атина. Така е. Амстердам. Амстердам. Така е, точен одговор. Не. Не. Во Европа се веројатно. Валета. Валета. Валета, главниот град на Малта. Точен одговор. Ајде. Никозија. Никозија. Христијан и Никола. Никозија. За жал, погрешен одговор. На повеќе од 100 километри се наоѓа од морето. За жал, убаво, добро почнавте, ми се свиѓаше како размислувавте. Требаше може исто да се држиме нели до европски градови, тука ги имавме уште и Осло, нели, за да го играме, потоа Рекјавик, Рига и така натаму, но пак нели бројката до 20. Мислам, патот до 20 долг беше. Ке се изнамачавме како и да е во секој случај. Добро одиграно, резултатот 1-1. Сконцентрирајте се. Пеналите ќе одлучат кој од овие два пара од вас ќе продолжи понатаму. Зоран и Тијана, овој пат стратегијата се покажа како добитна, направија кикс грешка и ете, сега резултатот изедначен и ќе имате шанса да направите тотален пресврт на пенали. Внимавајте, на пенали одговараме на поредно едните па другите, кабините се отворени, затоа ако се консултирате нешто меѓусебно, правете го тоа потивко малце за да не си ги откриете одговорите со вашите противници, но тоа не значи да не збори тичен. Главни градови што излегуваат на океан или море. Тука ги имаме Абу Даби, потоа Амстердам, Атина, Алжир,
Бастере, Банджул на Гамбија, Банкок на Тајланд, потоа Буенос Ајрес, Аргентина, Велингтон, Нов Зеланд, Даблин, Ирска, Дакар на Сенегал, Доха, Катар, потоа Копенхаген, Данска, кажаме Кингстон, Јамајка, Лисабон, Португалија, Ломе, Того, Лондон, Обединетото кралство, Луанда на Ангола, Манила, Филипини, Монтевидео, Уругвај, Осло, Норвешка и уште многу други, повеќе од 80 главни градови има кои што излегуваат на море. Сега, драги гледачи, како што реков, подгответе се за пенали. Пеналите ќе одлучат кој од овие два натпреварувачки пара ќе ми се придружи на главната сцена и ќе се бори за паричната премија. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Елено Керко. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна Елена Керко. Ги признаваме и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Зборови од понови верзии како онаа каде се споменува Патко Илија или пак писмо не се признаваат. Значи, со други зборови, ја бараме онаа најстарата верзија на Елена Керко, оригиналната. Има понови верзии каде што, како што реков, се спомнува Патко Илија, писмо и некои други зборови. Не ги бараме тие верзии, затоа внимавајте. Христијан и Никола, дали ни е јасна темата? 3 и повеќе зборови. 3 и повеќе букви. Да, така е. Зборовите од насловот не ги играме, 2 збора се едно е дали ќе ги играме или не, па одлучивме да не губиме време, нели? Зоран и Тијана, дали ни е јасна темата? Супер. Драги гледачи, знаете дека на пенали први со одговарање започнуваат текомните предизвикувачи. Денеска тоа се Зоран и Тијана. Зоран и Тијана, кога ќе имате одговор, повелете. Што? Што? Така е. Мајка. Мајка. Точен одговор. Една. Една. Така е. Стоиш. Стоиш. Така е. Пишуваш. Пишуваш. Пишуваш е точен збор. Едрене. Едрене. Така е. Тори. Извини. Стори. Стори. Жал ми е, Зоран и Тијана, не го гледам. Стори зборот. Ништо не е готово. Сега треба да видиме вашите противници. Доколку погодат, за жал ќе мора тука да се поздравиме. Но, доколку изгубат, ќе се дружиме на главната сцена. Затоа, надевајте се, нели, за подобриот резултат за вас. Христијан и Никола, кој ќе биде вашиот одговор? Чекай сега. Дали книга пишеш или писмо пишеш? Чекай. Писмо не. Чекай. Немаме ништо кажано. Секунда. Не знам. Можете да се договарате меѓу себе, не се... Чекай. Ама пишуваш го има веќе, значи. Добро, пишувам. Се важи дека го има веќе пишуваш. Ако е различен збори се случува, ако и нели се пее во друг дел од песната, не знам зошто не би се признал. Пишувам тогаш. Пишувам. Да, бе, да, тогаш. Нормално ако го има истиот. Го има. Се прифаќа одговорот како точен затоа што во старата верзија е пишувам, има во поновите испраќа, мислам во поновите исто во Да го старите. испрати, мора прво да го напише. Зависи како како е опријана во кој дел од Македонија, но во секој случај пишувам, цртички испраќам, се прифаќа како точен одговор. Што значи Христијан и Никола, честитки, успеавте уште еднаш да победите во листа за 300, богами малце се изнамачивте. Денеска добри беше стратегијата на вашите противници. Со ваш камен по ваша глава удрија. Се шалам. Честитки. Сконцентрирајте се сега, ќе имате шанса повторно да освоите убава парична награда, затоа подгответе се, да. Поправено одиграно. Зоран и Тијана, супер одиграно.
немам никаква забелешка да ви дадам, посебно за тоа што и прв пат учествувате во еден квиз. Ако се земе во предвид и тоа дека Тијана стварно имаше многу трема, барем на почетокот, после тоа се опушти. И се надевам искрено дека во иднина повторно ќе ми се пријавите. Ви посакувам многу среќа понатаму во животот, останете ми во добро здравје и се гледаме во некоја следна прилика. Договорено? Благодарим. А драги гледачи, сега на брзинка само да прочитам песната Елена Керко и да ги поканам Христијан и Никола да ми се придружат тука на главната сцена. Елено Керко, Елено, ти една намајка, што стоиш Керко, што мислиш, што книга пишуваш? На кого Керко, на кого книга ки испраќаш? Пишувам, мајко, пишувам до градот Едрене. Едрене, мајко, Едрене, на моето либе. Да купи мајко, да купи за мене капела од 300 гроша, да носам мајко, да носам на ден за Илинден. Тоа беа зборовите од песната Елена Керко. Ги имам тука двете, нели, оние главни верзии од кои што ги баравме зборовите. И Христијан и Никола се покажа како поуспешни, барем денеска. Сега, не ми останува ништо друго, освен да ги повикам овие двајца надпреварувачи да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Затоа, останете со нас, продолжуваме веднаш. Христијан и Никола ми се придружија на главната сцена по втор пат оваа сезона и по втор пат оваа сезона ќе имаат шанса да освојат парична награда. Првиот пат целата работа заврши малце неславно по оној кикс откако освоја 100 евра. Денеска ќе имаат шанса за поправен па да видиме што ќе направат. Момци, дали сме спремни? Се надеваме. Да. Да не ја направиме грешката од минатиот пат, грешките се учи сега? Точно така, од грешките се учи, се надевам дека да учиме, нели. Глеј, некои учат од грешките. Јас сум да речеме и човек неколку пати што треба да сгреши нешто Некој за од да своите, научи. некој од туѓите, да, битно да се научи од некакви грешки. Никогаш од туѓа грешка не сум научил. Никогаш во мојот живот од туѓа грешка луѓе не сум научил. Толку имам да кажам. Понекогаш и по неколку пати на моја грешка не сум научил, ама тоа е што е. Ајде да погледаме на брзина нашата листа. Секогаш има можност за нова грешка. Секогаш има можност за нова грешка, баш така Христијан. Имаме 15 празни полиња кои што се надевам дека ќе ги спишеме со точни одговори за да освоиме она максимална сума. За 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори ви следуваат 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори 300 евра. Листата ми е нестрплива, вика, ајде Марче, да ми ја кажеш темата, сакам пари да им дадам. Ајде. Па да, неа, мора да послушаме пак листата главна. Ајде, што ме така? Така е. Ајде, момци, сега сконцентрирајте се и слушајте ја темата. Слушајте и вие добро, драги гледачи, имам интересна тема на која што ќе можете да си го тестирате и вашето знаење. А го тестираме денеска нашето знаење на тема најголеми држави извозници од целиот свет. Извор, сајтот на најголеми светски извозници. Бараме имиња на држави од целиот свет кои биле најголеми извозници во 2021 година на сите видови производи: нафта, газ, автомобили, храна, лекови, злато, дијаманти и друго. Со еден збор, се што носи пари од извоз. Тоа се држави од цел свет кои извезле стока во вредност над 200 милиарди долари. Христијан и Никола, со малце логичко размислување, мислам дека можеме да догураме на оваа тема. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Може, ајде, одма. Кина. Кина. Прв точен одговор. Сад? Соединетите Американски држави. Иначе Кина е број 1 на оваа листа, Соединетите Американски држави се на второ место. И за 50 евра која ќе биде? Германија. Германија, одиме со најјаката европска економија, трета на оваа листа и трет точен одговор за 50 евра. Честитки. Ала. Што правиме сега? Понатаму. Одиме понатаму. Ајде. Јапонија. Јапонија, ти да не ми го гледа списокот од тука. Четврта е. По ред ми ги кажаш. Јапонија, четврта на оваа листа и четврти точен одговор. Потоа. Ајде, да видиме петата, дали знаеш која е. Не знам. Русија, зашто да не? Русија. Русија.
Во се, така? во се. Во сите, да, општо. По луѓе, во се. Па, Бога ми. ние по луѓе сме на прво Да, место, да, ми сме зато. во износ на 13-14 ќе кажам. на неплатена работна сила за нас. Русија, пети точен одговор, можда не е пета на овој список, ама сепак е една од најголемите држави извозници во целиот свет. Индија, чекай, ќе извезува Индија. Ќе извезува Индија. Голема. Пара милиарда и толку и полку. Ќе најди нешто, ќе се најди во таква Ќе се земја. најдеш сигурно нешто, да. Сакаш да кажеш да. Индија, а не сакаш Франција? Добро, пренос Индија. Поголемите не одевме како речете. Па и Пакистан е голема, ама не сум слушнал дека нештата таму иди. Ајде да кажеме Бразил. Бразил, може да кажеме Бразил. Бразил? Ајде, Бразил. Бразил за 100 евра го играме. А, да. Епа, следно се гледаме на карневалот во Бразил, точен одговор. Честитки за 100 освоени евра. Сега не ти сакаш. Барем сега за сега. Сакаш, јас мислам дека Ајде, можете уште да... можеме. Можете. Можеме. Убаво размислувавте, малце логички. Ајде. Венецуела беше за нафта, не беше за нафта, не? Број 1 беше. Да, беше. Други? Бидете, ќе ви кажам. Ако Ајде имате уште од она главната листа. Да речиме, Франција, да кажеме Венецуела, тоа. Венецуела. Ајде, не знам. Франција, Италија. Франција, Италија, што изведува. Држете се европски земји, се знаете што. Италија, што? Ајде, Франција. Франција, одиме понатаму? Одиме, да. Ајде за 150 евра. Внимателни да бидеме, а успешни Франција. Франција. Седми точен одговор. Франција се наоѓа на, сега ќе ви кажам, 2, 3, 4, 5, 7, на 9-то место. За малку. Да, за малце. Потоа, Велика Британија или да, Обединетото да. кралство треба да ја наречеме? Да. Велика Британија или Обединетото кралство и Северна Ирска, целото и некако е. Обединетото кралство. Обединето кралство. Ајде да напишете. Големо името. Не, човек. Обединето кралство. Милиарда и пол. Има. Осми точен одговор за Христијан и Никола и кој ќе биде за 150? Индија, од Индија? се запна. Чекај. Индија, да. Не. Ајде, Чекај, ајде, Индија. Индија. Ајде. Индија, лечи. Која е таму? Петта, шеста? Ајде, чекај да видиме сега. Списокот не е многу голем, 38 земји се. Не може да не е Индија во тие. Народ дека. Индија. Индија. И еве Индија за 150 евра. Девети точен одговор. Со здравје, честито. Размислете сега Абе, убаво, веќе брат, не ве форсирам ништо. Имаш не ме- Австралија, не знам. Па да, Канада, абе шо да, шо извезува? Не знам. Канада, Шпанија, Италија не ги кажавме. Како? Шпанија. Шпанија, шо би било Шпанија? Африканци извезува. Нагоре ги носи. Положите. Која ради се Австралија? Австралија. Абе, играме уште? Па да видиме, размислиме, па да видиме, затоа се договараме. Ако би играле, мислам дека Австралија да не ја играме следна. Зашто не играме Австралија? Зашто е 24 милиони и не знам што рудници имам. Ако може Индија, за Австралија ти сумлиш. Индонезија е четврта во светот по големина. Па, Не знам таму по природни богатства, по нешто што е пошо. Казахстан е исто со многу Шо за тие? природни богатства. Имаме во Турција бе, шо? Турција нема ништо? Турција мора. Па Турција е сигурно пред Австралија, сигурно. Украина не така. А, Украина? Бо. Холандија. А 38 се вкупно. Па? Па не знам. Холандија ако е Европските земји многу, 39. европски не многу имаме човек. Може да е Холандија едно на големите 40. Шо да? Се што не. Шо има, брат? Ти играме Турција. Веле пак ќе се лизне. Не, пак Тие се стрите за кои број? 150 си ги женим. Овде времето ви истекува, мора да добија одговор. Дали продолжуваме или си ги зијаме парите? Ајде не правиме грешка, да ги земеме. Ќе ги земете. Ќе ги земаме. Седи сега. Ме радува што ќе ги земете затоа што од преска се фати за Украина, се Не. фати ајде честито 150. Дали Турција не е? Не, Турција е. Значи Е? Турција и Австралија ви беа добри одговори. А Украина не беше. после Холандија Италија- не беше. Холандија не беше. Италија, Шпанија е, Холандија не е. Холандија не е. Сега Седи, ќе ги остај. прочитам, еве ги. Први на списокот тука се
Кина, САД, Германија, Јапонија, Холандија, се извинувам за Холандија, во првите била Марче, гледам, не догледувам, се извинувам на сите. Хонконг, Јужна Кореја, Италија, Франција и Белгија. Потоа ги имаме останатите Австралија, Австрија, Бразил, Виетнам, Данска, Индија, Индонезија, Ирска, Јужноафриканска република, Канада, Малезија, Мексико, Норвешка, Обединети арапски емирати, Обединето кралство, Полска, Русија, Саудиска Арабија, Сингапур, Словачка, Тајван, Тајланд, Турција, Унгарија, Чешка, Швајцарија, Шведска и Шпанија. По-добро, постај. Подобро, не, Украина, две, кажавме. две, ќе не зеднат, тоа се Украина. Добро, Украина сега и последно- Венецуела, рековме. Венецуела, да, нема шанс. тие две, другото беше добро. И Канада, Честитки. спомнав, немаше Канада. Не, беше и Канада меѓу тие, да. Ще кажем, сега трите. Еј, честитки за првите 150 евра да се множат. Што е поинтересно, обезбедив учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи, драги гледачи, тука некаде се поздравуваме и секако си закажуваме средба веќе во следното издание на нашиот квиз. До тогаш, останете со програмата на телевизија Сител и уживајте. Чао!